Почитувани, добро ми дојдовте во 1095-тото издание на емисијата Спортодром со Мики. Емисија посветена на спортот и спортските избиднувања. За се оно што се случуваше на локално, на општинско, регионално, државно ниво, а се застапени нашите спортисти и спортски колективи во денешното издание. Она што на некој начин е стандардно, нема да го менуваме, значи започнуваме со фудбалот. Прва македонска фудбалска лига, две изненадувања во 10-тото првенствено коло. Прво изненадување. Тиквеш Арсими 3:4. Ке ви кажеме подоцна зошто. Работнички Македонија Ѓорче Петров 0:0, Башкими Шкупи 4:1. Второ изненадување, лидерот Струга киксна дома, загуби и тоа од Академија Панде Брера со 2:4. Силекс очекувано гостувал од Пелистер со 3:1, а колото завршува денеска игра во дербито на колото, Шкендија и Вардар. На табелата во првата македонска фудбалска лига со 23 бода води Струга. Вардар и Силекс имаат по 21, исто колку и Шкендија, меѓутоа Шкендија и Вардар имаат надпревар помалку, но и меѓу себни. Башкими е на петото место со 18 бодови, Брера има 15, Македонија Ѓорче Петров 13, Арсими 11. Тиквеш моментално е 9 со 8 бодови, Пелистер има 7, Работнички 6 и Шкупи 1. Оваа среда имаме вонредно коло. Вонредно, меѓутоа мене ми се чини во четврток кавадаречките фудбалери ќе играат, а паровите за вонредното 11-то коло се Арсими Работнички, Македонија Башкими, Шкупи Струга, Брера Шкендија, дербито го играат Вардар и Силекс, и во битова братската пресметка Пелистер, Тиквеш и на двата тима бодовите им се преку потребни. Сега зошто изненадување Тиквеш Арсими? Прво полувреме, јас ке речам безпрекорно. 3:1. 2:0 водеше Тиквеш, пардон. На стартот на второто полувреме Арсими намали на 2:1, меѓутоа Иван Ивановски се погрижи за повторно Тиквеш да отиде на +2. Тиквеш водеше со 3:1 се до 84-та минута. И тогаш, оние што беа на теренот, луксуз невиден. Сензационален пресврт, Арсими даде 3 гола за 10 минути. И победи 3:4. Сега, веднаш по надпреварот, тренерот Ѓорѓи Мојсов поднесе оставка, заедно со него оставка поднесо членовите на стручниот штаб, се бараат сега нови имиња, нови тренери, наскоро ќе биде објавено, можеби и веќе во текот на денешниот ден ќе биде објавено кој ќе го наследи жешкото столче на Мојсов. Што се случуваше во првото полувреме? Пак ќе речам безпрекорно. Меѓутоа, второ полувреме, прво лоши измени. Од игра беше изведен Мики Петровиќ, кој беше најдобриот поединец на Тиквеш во првото полувреме. На негово место беше ставен Кристијан Ацковски, човекот кој што минатата сезона во Романија одигра само 2 надпревари, цела сезона. Повреден, болен и таквите работи, не го пуштаа, што ја знам, се рехабилитираше и само 2 надпревари одигра. Потоа, повторно, јас ке речам, грешка измени. Од игра беа извадени најдобрите поединци. Берат Садик, кој даде 2 гола, беше повлечен. Повлечен беше и Александар Брзи Вареловски, кој што исто така одигра одлично, перфектно во логата на, што знам, мене ми се чини играше задни везни, меѓутоа знаеше и да се исцели во напад.
една, две, три, од игра излезе и Даниел Миловановиќ, кој се уште се бара себе си, и од игра беше повлечен Мартин Тодоров Жути, кој што пружи одлична партија по десната страна. Сега, несоодветни измени. Катастрофа измени. Измени кои што повеќе стоја на теренот, отколку што трчаа. И, сега, ако веќе одеме на тоа, на клупата Мојсов го имаше еден Акабуезе. Не му е да зборам, ке речат утре повредене не можеше. Го имаше, немаме ние таа храброст, таа дрскост на големите тренери. Го немаме тоа да пуштиме во игра 16-17 годишно голобрадо момче да покаже што знае и колку знае. Ја немаме таа дрскост, а не знам зошто. И сега кога ќе се собере сето тоа сума сумарум, голем број на коментари понад преварот на социјалните мрежи, па држеа вода, морам да кажам сега. Нема што да се лутиме тука. Меѓутоа, борбата не е завршена, не е бог знае колкава разликата. Сега лошо е што, например, во наредните 3 кола гостуваме. Веќе во среда, четврток реков, гостуваме на Пелистер. Тоа е последно коло од првиот круг, пошто ќе стартува веднаш и вториот круг. Како и да е, на Тиквеш му посакуваме се најдобро. Од друга страна, држи вода и еден коментар кој вика што се криви тренерите. Овие што играат на теренот се дрва. И сега ти го бркаш тренерот, а остануваат овие дрвата на теренот. Дуплизијан. И така е. Што се криви тренерите? Не може Мојсов да влезе и да шутне од 19-20 метри. Немаме ни еден таков од прилика шут. Сосем случајно Берат Садик првиот гол го постигна на тој начин. Меѓутоа треба многу почесто да шутираме од таа позиција некаде од 16 до 25 метри, па ако влезе, здравје Боже. А ние сакаме со топка во гол да влеземе. Па не бидува, нели? Кога не бидува, нешто треба да се менува. А треба да се менуваат звездите во тимот, оние кои што мислат дека се незаменливи, оние што мислат дека едноставно тие се големи играчи, вакви, такви, меѓутоа тоа треба да му го остават на коментарите. И на ваков начин, уште нешто, се брка публиката од трибините. Наместо да ја вратиме публиката на трибините, ние ја бркаме со ваквите игри, со ваквите резултати. Тоа да ни биде јасно. Втора македонска фудбалска лига, 9-то коло. Детонит Плачковица, Вардар Неготино 3-1. Скопје Новаци 1-0. Слога Миница Кожур 0-2. Шкендија Рачиново Осогово 1-0. Големо Коњари Брегалница 0-2. Беласица Победа 1-2. Преспа Тетекс 3-1 и Охрид Саса 6-1. На табелата водат Брегалница Штип и Шкендија Рачиново со 23 бода. Охрид има 18, по 17 имаат Скопје и Детонит Плачковица. Кожув и Беласица имаат по 16, Осогово и Новаци по 13, Саса и Победа по 10. Вардар Неготино има 9, Тетек 7, Слога Виница, Преспа има 6, Слога Виница и Големо Коњари имаат по 3 бода. Следното коло на редниот викенд. Трета фудбалска лига, група ЮГ, 7 коло. Во дербито на колото во Росоман, исто имената екипа го совлада тимот на Питу Гули од Крушево со 2-0. Честитки за росоманчани. Венец во Дисан го доби тимот на Ултрас од Прилеп со 3-2. Тополка со 3-0 го доби Дреново. Борец Башкими 3-0, Влазними Јуниор Превалец 0-3 и Младост Млекар 3-5. Овде на табелата воде Велешки Борец со 18 бодови пред Велешки Превалец со 16. Росоман е трет со 14. Следуваат Питогули и Влазними со по 13 бодови, а Ултрас и Венец имаат по 10. Башкими 6, Бучин, Тополка по 5, 4 има Млекар, Младост има 3, Дреново 1 бод и Слога Лажани е без бодови. Во следното коло Росоман ќе паузира, треба да гостува на Слога Лажани, а тие се откажаа од надпребарувањето. Венец ќе му гостува на Башкими во
Што се однесува до фудбалот, од мене толку. Одиме веднаш на ракометот. Машка ракометна Суперлига, 9 коло. ГРК Тиквеш Прилеп 24-21. Охрид Куманово 37-17. Вардар Бутел 36-30. Струга Тинекс Пролет 29-38. Алкалоид Еврофарм Пелистер 2 37-25 и Еврофарм Пелистер Радовиш 47-27. Води Вардар со максимални 18 бода, пред Алкалоид со 16 и Еврофарм Пелистер со 15. Охрид има 13, Бутел 11, Тинекс 9, Тиквеш има 8. Значи близко сме до таа 6-та позиција која води во плейофот. Потоа следуваат Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп со по 6 бода, Струга има 4, Куманово 2, без бодови е Радовиш. Во следното коло Бутел го чека Охрид, Алкалоид фаворит со Струга, Пролет го пречекува Вардар, Прилеп Еврофарм Пелистер, Еврофарм Пелистер 2 ќе игра со Радовиш, а Тиквеш му гостува на Куманово. И овде не би требало да имаат проблеми фаворитите. Што се однесува до надпреварот помеѓу Тиквеш и Прилеп, конечно успеавме да забележиме победа. Велам конечно затоа што не следеше еден низ од лоши резултати како во ракометна Европа, така и на домашен терен, меѓутоа се си дојде на свое место. Тиквеш од првиот момент поведе, создаде солидна предност и потоа само се одржуваше таа предност, едноставно не му дозволи на противникот да се врати во мечот. Машка ракометна прва лига, 7 коло, овде немате ни резултати ни табели, но само ќе ви ги прочитам. Шампион Вардар Неготино 19-45. Знаете, Пепе Манаско се замина од Вардар Неготино. Текстилец Овче поле во дербито 33-32, Младост Мултиесенс во големото дерби 31-30. Драчево Јуниор Македонија Ѓорче Петров 29-20, Јехона Кичево 35-24 и Аеродром Партизан 33-31. Во следното коло Вардар го пречекува Аеродром, а на табелата води Младост со 14 бодови, Мултиесенс и Драчево Јуниор имаат по 12, Вардар Неготино, Јехона и Текстилец имаат по 10 бодови. Сега од ракометот се селиме на кошарката. Четврто коло, Машка Супер Лига. Тиквеш Голден Игл Чаир 92-83. Кожуф Работнички 81-86. Победа благодарение на одлична игра во последниот период. ТФТ Маđари 79-76, потешко од сите очекувања. Куманово Ангели 109-67 и Пелистер Феникс 89-68. На табелата Пелистер, Куманово и ТФТ без пораз по 8 бода. Следуваат Тиквеш Голден Игл, Кожуф и Работнички со по 6. Феникс и Ангели имаат по 5. МЗТ, Гостивар, Маđари и Чаир по 4. Нека не ве чудувало со МЗТ. МЗТ направија глупост во минатото трето коло. Одиграа со Ангели, убедливо го добија надпреварот, меѓутоа, замислете, во игра влезе играч кој што не беше пријамен во протокол. И нормално, службено МЗТ си го загуби надпреварот со Ангели, а не доби ниту бод што му се дава нели на поразената екипа. И тој бод му е одземен. Па сега да престанат да изиграваат мангупи луѓето во клубот, представниците и ред други работи. Се научиле сега, пријави ја по електронски пат. Абе, некој измислил пријавна листа, што те кошта да го напишеш презимето и бројот на адресот кој што го носи. И толку е, нема потреба од повеќе. Инаку Тиквеш денеска треба да играат Гостивар и МЗТ. Тиквеш го доби Чаир дури по едно продолжение. Сега 76-76 ми се чини беше во регуларниот дел. Меѓутоа, одлична партија на американецот Лук Андерсон, тука немаме никакви дилеми. Имавме мал проблем со фаулите, со личните грешки. Атанас Манев колку толку успеа да калкулира со тие фаули, меѓутоа не можеше да смета на Глигориевич во потполност, бидејќи нашиот центар многу брзо му беа свирнати тие фаули. Како и да е, во следното коло Феникс ТФТ, МЗТ Куманово во дербито, Ангели Пелистер, Чаир Кожуф, Работнички Гостивар и Тиквеш му гостува на
Маđари. Прва женска кошаркарска лига, ги имам и овде резултатите. Во Неготино, Спорт тим против Кавадаречки Пробаскет 75-78. Патриот Вардар 66-81, Баскет Кам Бадел во дербито 73-53. Во среда ќе играат МЗТ и Крива Паланка. Пробаскет во наредното коло овде во Кавадарци го пречекува тимот на Патриот од Делчево. Вардар и Баскет Кам имаат по 4 бода, Пробаскет и Бадел по 3, Паланка, Спорт тим, Патриот по 2, МЗТ 1, со тоа што нели Крива Паланка и МЗТ доправо треба да го одиграат нивниот надпревар, со на фактот што Крива Паланка имаше настап во ВАБА 2, кошаркарската лига. Тоа ВАБА 2, знаете, не е машката АБА, ова е женската ВАБА. Со дупло е. Сега, за да кажем неколку збора за надпреварот помеѓу Спорт тим и Пробаскет, одлична партија на нашите девојки. Пред се на американката Томас, која постигна 29 поени, а имаше и 18 скока, значи дабл-дабл. Покрај неа 18 поени Милица Јовановиќ и плюс 10 асистенци, уште еден дабл-дабл. И тоа се творци, креатори на нашата победа. Имам овдека неколку резултати, имено во тешање, во Босна и Херцеговина се одржа Европскиот куп Балкан 2025 во кикбокс. Таму имаше неколку представници од кикбокс клубот Будо и ја само нивки ги спомнам. Значи, Љупче Атанасов, до 57 килограми јуниори во дисциплината кик лајт освои златен медал. Сребрен медал Мартина Настова, до 70 килограми сениори лајт контакт, тоа е Будо Велес, да не го сгрешам. Тео Камчев, до 63 килограми јуниори кик лајт Будо Кавадарци, и бронзен медал освои Дарко Димитриев во категорија до 71 килограм постари јуниори во лоу кик. Сениори Дарко Димитриев настапи. Тоа што се однесува до кикбоксот. Сега, што знам, дали да ви читам уште нешто, мене ми се чини дека имав уште една информација која што сакам да ја споделам со вас, пред да ја викнам гостинката да влезе во студиото. Ете, за жал ја немам информацијата, но во некоја следно издание на информациите поврзани со спортот, благовремено ќе ве известиме. Тука ќе свирнам судијски тајмаут, не е оној, нели, медиумски тајмаут, судијски тајмаут, за да ја викнам гостинката да влезе во студиото, па да продолжиме со моабитот. Почитувани, во ова 1095-то, поред издание на емисијата Спортот друм со Мики, имам специјален гостин, репрезентативец, државен првак, што знам, освојувач на медали на Балканијади, на медитерански игри и така натаму и така натаму. Нема да сгрешам ако кажам една од најдобрите каратистки во Македонија во моментот во нејзините дисциплини. Значи има повеќе дисциплини во каратето, тоа се нели кумите, кати и така натаму и така натаму. Меѓутоа ја нема да ви откривам се, ќе се каже таа самата. Владанка Аврамова, добро ми дојде. Добро ве најдов. Сега пред да почне емисијата, Владанка вика од кога се знаеме, она не била родена, кога незината мајка, инаку поранешна каратистка, репрезентативка, карате судија, прва жена интернационалец светски судија, ако не се лажам, од Македонија. Да, прва жена. И јас ке речам, нема да сгрешам ако речам, еден од собствениците на карате клубот Сансај Метал Апостолов. Да, мама е собственик на клубот, ние сите сме после неа. Има уште една интересна работа, некако ви е у крвта тоа,
Кој друг е у каратето? Ајде, ти кажи си. Беше брат ми, ама... Зошто беше? Па веќе не тренирам. Одамна, сега само фитнес. Сега под љубов се имаат. Па да, може да се каже. Добро. И ти имаше мала пауза заради мала со години. образованието. Да, Студираше во Бугарија. да. И ја не знаев, еве наискрено ќе ви кажам, не знаев, Владанка ни е машински инженер. Да. Како беше, што ми рече ти преска? Ти си черка, татин син. Да, буквално. Да. Од кога почна со каратето? Дали причината што почна со каратето беше мама или... Па, реално, повеќе пати сум ми правела друштво уште како бебе. Значи, имам слики од 4 години, од 2 години, од 3 години, у кимоно, како трчам по салата. Од тогаш сум ми правела друштво. Веќе на 6-7 години отидов на мој прв надпревар, ама уште не сакав да тренирам толку многу, уште дете како дете сака се. И веќе од 7 години, истата година фактички, станувам прва на Струга Опен и после тоа сум веќе државен првак и од тогаш е веќе моја желба да тренирам, да сум си репрезентативец, со резултатите и мотив дојде многу голем и после тие прв златен медал. Значи, толку. почна веќе како на пионери, помлади пионери, па Да. кадети, па јуниори, па сега сениори и така натаму. Па ја памтиш на првата борба, ти што ја спомнал сега? Не се сеќавам на првата борба, само знам, поради тоа што и тренерот на истиот клуб многу пати знае да каже тука ти почна, нели? Како се резултатите и после тоа такмичење у Македонија бев непобедена. Мислам сега да се дешава еднаш или два пати да изгубам у годината, ама тоа е веќе склоп на околности. На стената си гледа, па ајде малце, че попуштиш од другите. Па да. Го помнавме пред малку брат ти, и брат ти беше доста квалитетен. Да. Сега, не да му правиме лице, малце, меѓутоа стварно беше меѓу подобрите. Меѓутоа, до сега, забележав една тенденција во Сенсеј Метал Апостолов, станува збор за, јас ке речам слободно, изработка на млади кадри, и тоа кога ќе дојдат тие млади кадри вака во оној подоцнежен пубертет, некако губат волја, ги снемува и така натаму. Па не толку многу. Пази, реков, оваа година, минатата година, бидејќи сега лека по лека Данка ти е тука, Тамара ти е тука, зборувам за оние малце, повозрастлите. Па не и доаѓа една нова генерација, ако не се лажам, Викторија се Да, Викторија и Марија. Ето така. Исто и Шиков. Сега, он за 2 години. Шиков. Да. Инаку малиот Шиков, тој Драган, му е син на овој фудбалерот. Ја немам појма од кај татко му фудбалер, мајка му манекенка и ракометарка, он карате отиде. Он легенда. Памтиш ли првиот повик во репрезентација? Тоа беше уште како дете. Сега детските категории толку не ги памтам. За првото балканско тие моменти малку ми се многу далеко од меморијата, ама првиот повик за кадети веќе, каде што имавме европска Не е толку стара, но мислите дека е стара, она само така се прави за повозрасна, ама знаете ли како дозгоро вака ги гледам ја помалите? Да. Ама кај нас нема повик за репрезентација, него стануваш државен првак. Да, или е само првиот или првиот, вториот и третиот? Само првиот. За европски само првиот. И сега како дете се спремаш за тоа прво кадетско државно и толку не се фокусираш на другите, ти како дете одат прво, второ и трето. И сега ти си веќе од една страна навикнат дека си секако медалист и секако одиш и немаш стрес. А за кадети веќе имаше и многу подобри девојчиња, постари од мене, пак нова сфера, нови луѓе, оти сите веќе тие беа у 21 некои постари. И првото кадетско го памтам. Значи, тоа беше првото кадетско, второто ми беше у Сочи, првото Бугарија. Софија. И резултатот беше? Нема, не. Здравие, како викат? Немаше резултати, ама здравие. Мислам дека беше Че тоа на државно, па се ги истепам и чаам на следното. Да, само памтам колку бев среќна тогаш дека сум прв пат ку кадети државен првак, браво, супер, нели? Со тим отидовме на европско исто, поединечни тим.
Ама прво како прво уште не знаеш, се плашиш. Веќе на второто кадетско подруго, можеш да се такмичиш. Иако ја имав многу трема и бев од тие такмичари што се плашат. Имаш Балканијади за себе? Да. Имаш медали од Балканијади? Да. Некоја од оние најблескавите одличија? Реално не ни едно од првенството што би рекол пример балканско или медитеранско, ама имаше многу силен надпревар, Хрватска Опен. И таму ако земиш медал си многу добар. И мојата последна година у деца бе втора на тоа такмичење и беше многу мил медал. Имаш учествуи на европски првенства. Да. И имам четвртфинале на светско. И тоа ми е многу мило. Тоа сакам да кажам, имаш учество на светски првенства. Сега, ако треба да се формира ката тим за овие големите надпревари, се формира од еден клуб или можно да ве еден клуб. Селекторот може да ве искомбинира со некој друг? Не може да се комбинира од еден клуб, ама кај нас девојчињата, пример лично за мојот тим, ние сме прво, второ и трето на државното. Така да дури да сака да изберат некој друг, немат многу избор. Јас, Данка и Тамара сме. Намерно го спомнав ката тимот, бидејќи на последното медитеранско освоите бронза. Да. Ако не се лажам, да не грешам. На Балканијадата? Први. Да. Таа тројка, збориме, значи ти, Данка Стојкова и Тамара Ристовска. И се кој е крив на Тамара што се родила во ера кај што една Владанка, една Данка се пред неа и она е помала. Добро, помала. Она е прво јуниорки. Ама, знаеш како она? Еве Владанка е највозрасна. Да. Па лека полека доаѓа Данка да стигне, па лека полека еве Тамара тргнува Вики и лека полека, тоа е оно што го кажав, се создава тој младински шмек, меѓутоа некако кај тие повозрастни категории. Па тоа е проблем со спортот у Македонија, не само каратето. Секаде да се разбере. Реално, кога треба да дојде ред да избереш кариера или да хоби е еден начин, да, си го гледал, си бил професионалец како дете, ама знаеш дека не можеш да гледаш фамилија со професионално карате. Фудбал и кошарка, ракомет веќе по-друго. Еве сега карате ке правиме муавет. Од 7 од 8 години почнуваш и сега 18-19 години веќе средно и ајде уште 3-4-5 ке додадеме од факултет, 24, значи 17 години тренираш карате и најдеш да речеш слушај, ја кариерата си одберам, ми е 17 години, ајде ке ги фрлиме у бунар. Па не е баш така, ама кога ќе треба да размислиш, и мене исто ми било сон да станам инженер, исто ми е сон и да сум професионален каратист. Ама меѓу тие двете, во моментот би избрала да сум инженер, поради тоа што каратето ми е мило, сепак го сакам, ама на крајот на денот тоа е вештина. И јас за мене, чисто поради тоа што јас сакам, можам во секој момент да тренирам, можам во секој момент да негувам таа дисциплина, а за да си инженер ти треба многу други работи, што не е само дома да имаш две коцки татами. Треба машини, треба софтвери, не е нешто што би се откажала од него ради каратето. Ама кој вика така? Ја имам спротивни информации од ова ти што го кажа. Ти сепак лека полека ја наследуваш и мама. Да. Држиш тренинзи. Значи, ако не си како учесник, од друга гледна точка, пак си дел од карате систем. Да, пак си го негувам јас каратето, пак си ги имам тренинзите со децата. Еве сега со репрезентација имаме нови проекти, денс карате сега за девојчињата. И така некои интересни нови работи. Ова е баш интересно, прво слушам и јас. Што е денс карате? Па се работат кати на музика. Си мисли своја ката и ја представуваш и имам полагање за розов појас. И тоа ќе биде сега у декември. За прв пат. Како се викаше она замислена борба, не е кумитето, него... Тоа е ката. Борба со замислен противник. Имаше еден друг, кај што да речеме, ај сега, помагај. Бункај? Бункај. Бункај. Значи, имаш два тројицата излегуваат и сега демек еве ние се бориме, ја ги победувам. Меѓутоа, според мене тој стил е малце, или таа категорија, таа дисциплина е малце по-незастапена кај нас, иако е една од многу поатрактивните. Ката со бункај се работе само у финалиња на тимските категории.
Тоа е кога со тимот бевме во финале на Балканското, имавме бункај и борба за медал исто така, за трето место исто имаш ката и бункај. Работиш ката и после тоа вие се договарате, нели, кои фрлења ќе бидат у кој момент, како си давате знаци и сето тоа. Ама тоа е веќе кога стигнуваш до борба за медал. Де поради ми ги ти појасите по боја како одат? Жолт, црвен, зелен, плав, кафеа и црв. А бел? Бел е први. Првиот, чисто за да ти падне кимонот. На колку време надпреварувачот има право да полага за повисок појас? Кај нас во клубот на 1 година, со тоа што ние преценуваме дали уопште одредениот надпреварувач или каратист има право да полага. Поради тоа што едно е да му дадеш на детето плав појас, ама детето ако едва и работе втора ката нема потреба од плав појас. Колку кати има? 5 ученички и веќе мајсторски има многу. Чека сега, јас знам дека постојат и она традиционално карате и ова другото. Да, различни се. Тие се и различни федерации, сакам да се кажа. Да. Имате, значи, предучилишна и училишна, меѓутоа сега веќе редовно си работите ти, Тамара и Данка и за овие сениорски категории. Да. Има ли некои шанси, што знам, бидејќи и Данка е малце помала од тебе, па да речеме Данка, Тамара и што знам, Вики да ја вклучиме, па тука тие да направат една комбинација. Данка се извинувам, ама Данка е стара за таму. Добро, Данка е излева од годишните возрасти, веќе не е јуниорка, него е јуниорка од 27. Значи до 21. Да, а тимовите се кадети јуниори без јуниори од 27. Ми порасна детето. Добро, не, се обидувам да кажам, дали може овие што се помалите, сега да речем помалите како Тамара, дали може да ја уклопиме со овие уште помалите кои што лека по лека покажуваат соодветен квалитет за да бидат кај малку повозрасни? Не, сега за државното што следува, исто така и Тамара е веќе од 27. Значи, и Тамара веќе излегува од таа зона. Да, и тука иде тимот што си е сега втори на Балканско у детска категорија, они се остануваат истиот тим, здраве кадетки, јуниорки, се они. Нив три не би ги одвоиле за да ставиме Тамара у никој случај. Ми беше интересно, но си имав постојано прашање, како века тоа женскиот ката тим и сега читаше и Драган Шиков. Тоа е на турнири. Тоа е на турнири. Да, на турнири е дозволено мешан тим. 2 девојчиња, 1 машко, 2 машки и 1 девојче. И тоа е дозволено само на турнири. Чек се, ако се 2 машки и 1 девојче, зошто да биде машки тим, зошто да не биде женски тим? За бело што се двајца? Да. Кај што се двајцата таму. Сега не сум сигурна дека може кај имаше таму некои правила точно како може и не може, исто и старосните категории, ако детето е 2012, може да стакмичи од 2011. Помалку и поголемо. Секогаш може обично кога пишат 2000 за таа дисциплина, ти сега што спомна обично пишат 2012, 2011. Обратно, меѓутоа има и 2011, 2012. Не знам што е разликата. Подобно ќе си прашаме, ќе ни кажат. Каратето е одамно немало организација на еден квалитетен, ајде да речем, национален надпревар. Има ли сила, доблест, си правите вајде моабет со дома, со мајката ована, да организираме еден, што знам, како што сите градови имаат своји турнири, да направиме ние, па макар еве за Грозоверот нека биде. Да, ни беше у план, ама точно оваа година календарот на Карате Федерација е полн со турнири. И многу е тешко да влезеш у луѓето што веќе може да држат турнири. Веќе секој викенд има турнир. Не знам дали приметуваш, ама буквално бевме предпретходната, сега пак одиме на турнир утре. Значи, во Скопје. Кој турнир е? Металург. На Металург. За кој возрастни категорија? Сите освен сениори. Значи, ви ќе си одмарате. Да. Повозрастните.
Гледам и Данка се меша во тој тренерски... Да, Данка е судија. Она е судија, меѓутоа гледам и помага во тренирањето на овие помладите. Кога ти почнуваше и она кога беше, да речеме, на зенитот на пребројувањето, кои ти беа конкурентки во клубот во тоа време? Имав тогаш исто тим, вие и Ивона. Макар што кај нас од тимот, општо и у клубот, тоа да си конкурент со собствените многу строго забрането. А секогаш сме биле најдобри и секогаш кога дошло ред ние една против друга, макар и со Данка сега, не си играеме, ама пак пробуваме кати што не би ги работеле иначе. Значи пробуваме некои работи што се можеби не толку прифатливи уште у Македонија, уште не се гледа толку како тоа е добро, повеќе како тоа е чудно. И пробуваме една меѓу друга, а така било и пред тоа и не сум осетила конкуренција никогаш од собствен клуб. Меѓутоа, кога ќе дојде време да се бори за златен медал, за прво место на државно, тогаш тука веќе нема шега. Сепак Балканијада ваму е во прашање. Сега, точно на последното државно, кога беше избор нели за Медитеранско, јас и Данка стоиме на една нога над преварот, мислам работиме ката на една нога. Многу лесно е да паднеш, многу лесно е да кикснеш кога си на една нога, ама едноставно веме као сакаме да работиме таа ката ни е најинтересна, имаме добро јокогери, ајде и двете го работиме тоа. Се договарам. Ама не можам да гледам на помала сестра како конкурент. Макар и за злато, и за европско, и за шве да е Данка пред се ми е сестра, после тоа ми е дел од тимот, конкуренција многу назад. Примаш ли уште совети од мама или... И да и не. Ја не су крив, ја не го кажам тоа, Лажанка си го кажа сега. Многу после мен да ме да чека таму. Зошто не? Да, веќе знам зошто не? Точно за каратето? Да. Поради тоа што некои работи што се точни како така треба. И е точно тоа. И на хартија е окей. Ама визуално, на пракса, кога ќе го видат судиите, тоа изгледа споро, изгледа млитаво или некои такви. И сега со текот на годините учиш финти како такмичар. На мама такмичарското е многу да... Како да замачкаш работи што не треба. Тоа старото како да го надополниш, па да не биде многу млитаво, дај ќе го забрзаме вака. Да, тука ќе застанеме у тие стафи, ако можеби не е толку правилен, ама после тоа надокнадуваме со нешто друго и оправдуваме дејството. И само не е толку многу за тие работи што не се нели по книгата. Ама како мине времето, веќе и она се согласува и се навикнува дека тоа така се работи и интересно. И тоа вика, ој ти тренере, ја не можам. Вие новите модерни техники не можам. Да, каче ме чува особено да кратат удари леле тогаш. Да. Спомна дека брати нешто со фитнес и такмивите работи. Да. Зошто, шо му текне ете да го остави каратето? Па, реално, од истата причина што ја го оставив. Едноставно се развиваш на други полиња што у моментот ти се поважни. Сега, он никогаш не бил толку многу репрезентација, бил како дете, ама кадетско-јуниорските години веќе се откажа. Има ли протекции на самите турнири, да речат, ова е на Ивана Керката, дај ќе гласаме за неа? Има да кажат че гласаме против неа, ама за мене уште не се десувало. Зошто против тебе? Ако си подобро, зошто против тебе? Или ако е тука некаде гал? Секако ќе се против мене. Не дај Боже да е тука некаде, дефинитивно губам и тоа со 5-0 губам. Значи 5 суди, ако има 5 ќе се против мене. Поради тоа што баш што ти сум на Ивана Керката, се очекува многу повеќе од мене. Дури синот ти на клуб. Да. Дури еден судија има кажано дека никогаш не би дигнал за мене, освен ако не сум 5 пати подобро од противникот, што реално не е фер. И у Македонија има добри каташи. Јас да се оделам 5 пати повеќе, значи дека јас треба да летам. Кажи ми, само кати настапаш? Да. Кумите јок? Од првото балканско не. Значи, како дете само еднаш и толку. Само еднаш? Да. И? Бев пета на балканско. А у кати ништо не направив. Може би тоа Зошто е добро? Претпоставам дека е тоа оној феминистички став, девојчињата малце
поинаку гледаат на тоа борба, вамо таму. не. Иако според мене се многу пожустри, поагилни на самото татами од машките, меѓутоа не знам, некако со по-розови очила гледаат. Да, ама и тука кај мене пресудно е шо мама е каташ. Добро, не кај тебе, конкретно е за девојчињата, за девојките во каратето. А реално, сега да споредиш каташи и борбаши, да не ми се навредат борбашите, ама каташите се средени, нашминкани, косите средени, значи они се куклички. А борбашите не се така, ни појасот ако му е врзан правилно, частиш ти еден. Значи они се раздрапани у кимоното на лево, на десно, кој ќе му го скинат. И сега за девојчиња катите реално повеќе личат. Да, као девојче да одиш таму и си како кукличка. А борбашите не се толку многу средени, да кажеме, они се... Еве го имате Драган Шиков, оти него подготвите за некој си Не знам, ние сме каташки клуб и кај нас кумите нема. Тоа го чекав да кажете, дека вие сте каташки клуб. Да. Забележувам дека имате ученици, деца и од другите градови. Да, Тамара од Штип. Тамара од Штип. Имате од каде? Сега идат од Возарци, претходно идеа и од Неготино, од Росоман се случува да дојдат сега. Обично што идат од други градови, пред тоа Прилеп исто, од Велес имат идено, од Скопје имат идено. Сега, че ми простиш, го спомна Прилеп. Во Прилеп има исто така доволен број на квалитетни клубови. Зошто тие деца идат кај вас? Едно од причините што важиме за моментално еден од најдобрите каташки клубови. Знам еден, сега веќе се возрастни со сопствени фамилии, брат и сестра, можеби ќе ти текне, кои што беа дел во кавадаречкото карате, меѓутоа заради несогласување со тренер, со управа таму си отидоа во Прилеп и таму буквално си ја завршија кариерата. Да, значи кај нас сега моментално јас можам да зборувам за нашиот клуб. За другите клубови политики не се мешам. Ама важиме за едно од најдобрите клубови у Кати у Македонија. Значи нашите деца 99% од времето се меѓу најдобрите, ако не и најдобри. Значи државни прваци имаме од деца до сениори. Исто така на Балканско цело време земаме медали. Данка зема на кадетско јуниорското. Децата наши земаа сега второ на Балканското, ние на Медитеранското се вртиме со 3 медали. На Балканското исто Данка беше пак трета у сениори, беше и беме и втори, не, први како тим, втори беа малите. Значи, тие резултати ги нема ниту еден друг клуб у Кати. Сега, моментално Македонија. И важиме за еден стварно многу добар клуб у Кати, уште на самата помисла дека се надпреваруваш со Сансај се плашиш. Тоа ти викам, кај мене конкурентки се децата меѓусебно. Ја не му дозволувам така да се гледат, ама реалноста е дека се најголема конкуренција. Се најдобрите у категоријата, прво, второ и трето. Морам една работа, бидејќи јас сум голем љубеник во статистиката. Памтеше колку борби си имала до сега? О, не. Памтеше колку медали си освоила? Не. Му фали ли таа статистика на македонскиот спорт, не само за каратето? Помутер да кажат, овај е, што знам, 1000-та борба на Владанка, овај е, што знам, 600-та победа. Многу подруго е кога така ќе кажеш и кога така се гледа, а многу лесно се прави. Па не знам, поради тоа што јако сум такмичар, многу толку значење не му оддавам на самите медали, повеќе значење давам кај што сум изгубила отколку кај што сум победила. За да учиш од грешките или? Па да, и поради тоа што реално медали као медали ќе ги имаш. Мислам, може звуча малку неблагодарно, ама дома имам под кредитот над 300 медали. Од кои што 250 се сигурно. Зошто подробно? Па, бога ми веќе и време. Пехари имам, цела соба ми е пуно пехари. Ја немам место да ставам книга поради тоа што е целото подредено. У клубот има многу однесено. Кај нас да влезеш у салата, се гледат само пехари, саби, плакети, слики од децата, значи самите успеси као успеси, после некој момент си као добро, да ги имам. Сега една мала критика и до вас како клуб, меѓутоа и до Карате Федерацијата. Јас бе присутен на неколку државни првенства, каде буквално заради одредени мамини, татини дечиња се измислуваа категории. Го има тоа, не? Да.
Значи, Војна, вие... На државни не, на државни... Да, ќе направиме до 9 години, а нема до 9. Не, на државни е забрането, нема шанси. Тоа се официјалните категории, Тоа е поради тоа што последното нешто што го паметам што се одржуваше во Јасен во салата и по тоа го паметам. Не го паметам по државните прваци што беа, не знам дали не беше државно, ама знам дека имаше од цела Македонија, претпоставувам дека беше некое државно, ама ова не знам. Дедоно е кога одеше по земја. Ама на државните не е дозволено чисто поради тоа што тоа се билтенски категории од Светска карате федерација. И ти се водиш по тие и само ти имат право да настапуват. Ти не можеш да пријавиш у категорија кај што нема. А на турнири да, на турнири веќе е дозволено на организаторот. Еве на пример, вие како тројка и само вие сте во таа ваша категорија. Ќе се одржи над преворот или директно ќе ви дадат злато? Ќе се одржа, пак ќе работиш. Не можеш да не изработиш и да ти дадат медал. Еве, сами сте, нема други конкуренти. Па не знам, се нема случајно тоа. 1, 2, ама секако има. Секако некој се превола. Па токму затоа сега ми е прашањето за она второто. Обично клубовите, за да го избегнат тоа, ај ќе ги пријавиме и вие, како втора екипа, за да има две и девек, секако ќе победат овие. На државно не можеш две екипи да пријавиш од твој клуб. Можеш. На турнири можеш. А на државно исклучува еден? Еден тим оде, у поединечно можеш да пријавиш колку што сакаш, ама како тим е еден тим. И барем кај нас у каратето, у катите особено, нема такви делавери поради тоа што веќе сите такмичари се со репутација од претходно. Ти ги знаеш и знаеш јас уште сега можам да ти кажам кои ќе бидат на сениорското како конкуренти. Знам и од кој клуб може да има тим, знам кој може да се појава, знам кој реално може да се закана. Ние Металург? Не, Металург немаат кати. Нема? Кај мене се Фунакоши, да. Фунакоши и Гладиатор исто добри деца спремат, значи не се за подценување у никој случај. И се работат добри кати на нив. Ускана мислам дека нема 3 девојчиња, ама и они имаат многу добри каташи у категориите. 2+1. Не може државно. А мора таму исклучува девојчиња. Таму се строги правила. На државно исклучува девојчиња или исклучува машки, така? Да, исклучува таа возрастна година што е пуштена на балканско. Па сега со она статистиката што ја спомнав, а ти ми помогна уште повеќе. Ја не знам што толку ги кочи луѓето од федерациите, значи сега зборувам за сите спортови, еве во каратето, билтенот излегува по завршувањето на турнирот или на првенството, седни, извади ги, имаш список, имаш клуб, колку медали освоили, имаш поединци, колку медали освоиле, колку борби. Знаеш сега како е? Обично велат, со една борба до злато стигна. А некогаш имаш и по 5, по 6 борби за да стигнеш до златниот медал. Зборувам сега во ситуација кога само две екипи. Фак, каратето е доста популарен спорт, иако на времето, зборуваме пред 6 години, кога се откажав ја, беше во Олимпијада. Сега различни стипендии, различни... Како дека се откажав пред 5-6 години, а ти годинава освои бронза на... се вратив, сега... А тоа тупо не важи, сега... Па, мислам дека, не, од декември ќе биде година од кога сум се вратил у карате. Иначе не. Да, иначе не, иначе знаеш да отидам на државно да се појавам, да кажам здраво, чао. Активно се враќаш да, вратена сум. На хоби, кога имам слободно време? За медитеранското се спремав, за европското се спремав, сега пак ќе се спремам за европското. Ама за државните, тоа е. Си ги јадам секој, што се спремам тоа? Државните зајци. Не, ама ако не поминам на државно, тоа е. Има ли повозрастни, да речеме, не многу, ама повозрастни од тебе во државна Македонија? Има кумите, ама окати не. Јас сум најстара. Инако не е толку стара, па ќе кажам. Женско не се прашува за годините, така да нема да го откриеме тоа, ама, значи, највозрастна каташка. Да. Добро. И што вика мама на тоа? Ништо, мама да се... највозрастна, ти мора да бидеш топ, најдобра, најискусна си. Не, мама ми вика што сакаш прави, искрено со тие зборови ми вика сакаш, што не сакаш. Одамна. Мислам, не е проблем. Она е тука да ме поддржува,
Ако сакам да се такмичам. Ако решам да не отидам, сега за квалификациите за светско решив дека нема да отидам. Зошто? Поти не сакав. А реално. А каде ќе биде светското? Светското ќе биде у Каиро, а квалификациите беа у Париз. Ти сега не отиде у Париз, нема да одиш у Каиро. Па да. Зошто? Шо? Па едно сега пак ќе се вратиме на другите. Бави се градови. Да, ама сум почнала работа сега. Па добро не, една недела ќе најдат Па 2 недели. пауза. 2 недели. Добре, една недела у Париз, една недела у Каиро, ама делка не се една по друга. Па не, месец дена се разлика. А и плюс тоа, реално, у моментот не сметам дека треба да одам таму и да го потрошам тоа време. Како што се сега условите, мислам дека подобро ми е да седам дома. Поради тоа што Федерацијата покрива отпосле, после тоа финансиски, едно, друго, трето, и да не се проблем финансиите, чисто резултатски и чисто колку јас сум спремна, у моментот не сметам дека сум за таму. Да не се брукам. Не да не се брукам. Спремна. Не да не се брукам, Ти ама нема да се обрукаш, него не си доволно подготвена да парираш на тој ранг на надпреварување. да, јас треба да сум 2 пати подобра од нив за да можам да ги победам тие што веќе се, пази, некои се светски праваци назад 2-3 години, некои се европски медалисти по 11 пати е едната. Другата е прва, втора на европско од година за година. И сите тие си имат некаква репутација. И кога че си толку чисто со нив, друго е како дете, друго е кога си веќе дилара, пример турчинката, не е само као турчинката што се такмичи, него она е дилара, судите ја знаат. Сега, јас у моментот не можам се такмичам со А тоа. оваа нива на черката за неја нема да гласам. Па не дека нема да гласат, не е точно така, ама треба да е многу Сега подобро. зборам затоа што мајка ти светски судија. Да, ама Нона не суде многу да Не на суде? светски такмичија не. Пошто? Само Македонија. Па оти не ни одиме реално. Толку одиме, јас или Данка. Макар што у моментот за да се докажеш ти на тие светски, треба да имаш искуство, треба да одиш и на лиги и се повлекуваат многу повеќе отсуство од работа, многу повеќе работи. И едноставно сметам дека моментот да се фокусирам на европското ми е најдобра опција. Како е работата? Имате Одлично. работи во Прилеп? Одлично. Така? Да. Како те прифатија? Супер. Како младо инженерче? Да, таму се и повеќето млади инженери. Супер Има колеги се некој одлични. спортистка, Сите сме пропаднати спортисти. а? Каратисти нема, ама Нема. доста спортисти што пензионирале, па сега, Се откажале. да. Пензија. Избројав 3 прашања ми се чини за до крај. Кажи ми, што е тоа што клубот Сансеј Метал Апостолов го очекува до крајот на оваа календарска година? Има Реално, ли турнирчиња државни? од турнири има милион, така да на турнири очекуваме сите деца, до сега сите скоро се враќаат со медали, очекуваме да си продолжат така тие што се први по категориите, да си се први по категориите, со тоа што сега имат за задача да експериментират со катите, така да ќе видиме што се деси кога ќе почнат да работат други потешки кати. А очекуваме од Данка секако прво на државно, Тамара исто, здравје и очекуваме, се надеваме, не очекуваме медали на Балканско. А ти? Јас сум Кај стара. си во ЕСКО? Јас сум од јануари пак. Па добро, сениорско, Нема, сега толку заврши. Сега беше државното за сениори. ти спомна, мене ми се чини, ја спомна Данка прво на сениорско очекуваме, Не на јуниорско. а не јуниорско. Кадетско јуниорско се. Добро. Немате во рамките на клубот полагања за појаси? А да, има сега на крајот од годината. Очекуваме да има доста девојчиња што ќе положат за розов појас. Денс Денс карате. карате, да. Песната е веќе избрана, катата е измислена, само треба да избежбат. Второ, јас и Данка. Тоа мора да го видиме, мора да го овековечиме. Мене уште не првото Македонија така. Да. Значи мора да се овековечи, спремај ги децата таму. Да, песната е Kung Fu Fighting. Kung Fu Panda. Значи пандите ќе ги правиме сега. Да. Добро. Колку мачки имате во клубот? Зборевме за девојчињата цело време. Реално се 50-50. Исто мачки и девојчиња. Со тоа што можеби девојчињата со 2-3 водат. Да, според оно што го гледам кај резултатите, гледам Драган Шиков некако одскокнува, меѓутоа
Има уште два тројца кои што лека полека и тие Ангел и Давид. да. Да. Значи понека, пак ќе речам се сото онаа млада генерација баш Да, сега и Борјан, Убаво. здравје. Имат нов тим машките. Иста генерација Ангел, Давид и Борјан. Они се спремат здравје за државното. Ама тоа е веќе од наредната година, јануари после. Помага ли братот? Светло ли вака силичка да рече? Че доби ја на тренинг да помогне. Знае. Знае? Да, едно 600 години знае да се појави. Едно 600. Ми интересира додека студираш, дали во соседна Бугарија, таму студираш, така? Да. Во Бугарија. Дали таму знаеш да појдеш во некој клуб Не. на карате? Не. Или чекаше да си дојдеш дома, па... Не, реално тоа што се вратив пак да тренирам испадна случајно. Беше буквално чојме на државно. Добро. И толку. Така се вратив. Од со тимот дали одиме на државно за да одиме да се прошетаме. Испадна дека стварно тренираме и стварно сме први на Балканско. Тоа беше многу случајно. Не беше планирано да се вратам. Добро, освен Метал Апостолов, имате донатори, спонзори кои што ви помагаат? Освен општината, нели тие што се ваучерите за крајот од годината и нешто од ваучерите од министерството, не. Ништо. Федерација. И забележав уште нешто, некако го намаливте бројот на патници на турнириве. Порано Да. знаевте да отидете со 30-40-50 дечиња, сега некако... Да, ама сега реално немаме ниту толку простор у клубот, реално групите се целосни. Не можам да ставам нов термин. Значи фул сте. Да. Мислам, ако дојде некое ново дете, може да се направи компромис, ама реално има у секоја група отисадневи. Некои идат, некои си одат, ама константно групите се пуни. И повеќе од 30-40 деца не ни може да тренират у клубот. А плюс тоа, децата, како ще идат генерациите, не се толку многу за карате како спорт. Мислам, бират и кошарка, и фудбал, и Венус. Така да, реално, нема толку многу и интерес према такмичењата стануваат се поскапи. И од тука идат многу вако. А децата растат, школото му станува многу потешко за разлика од мене кога ми беше тие години. Имат многу домашни. Да им кажеме на гледачите каде се просториите, канцелариите, клубот каде е Сансај Метал Апостолов. Јасмин под Будо. Од страната што гледа на кај патот. Значи, од горниот Некој лес, не од стадионот, да. службениот лес, од спортивната Да. страна. Добро, јас знам него да им објаснам Првата сала има плави прозорци. Имаме плава фолија на прозорците. чисто да не се гледа од надвор, Да. да ви вие шокот. Да. Ако некој порано тренирал во еден клуб и сега сака да премине кај вас, Добро. може, што треба да направи, како треба да направи? Зависи, има повеќе опции. Едната е ако никогаш не бил регистриран у Карате Федерација како такмичар, тогаш може без проблем да си Па вие вашите се сите регистрирани. Да. Чисто да знаем. Уште Значи мора да бидеш регистриран ако сакаш да одиш на натпревар. и не само тоа, треба да имаш картонче со самото тоа, си регистриран у Карате Федерација и треба да имаш лекарски преглед соодветно. Сега, после тоа, ако веќе бил регистриран такмичарот, има преодни рокови. И тие се пример у јуни или у јануари, и двата се, ама не знам точно кој датум. Плачете ли за тоа трансферт? Ами сега реално мали деца не. Детето е пример 7-8 години, така да никакви резултати не постигнало, дали било такмичар, така да за тоа нема смисла да се плати. Реално, за тоа. Ти ќе ме поздравиш Данка, ќе поздравиш Тамара. Много ти ги поздравам. Ќе поздравиш мама. Секако. Предпоставам дека ќе гледа и знам дека ќе биде крв ќе падне по нашки. Тебе ќе ти посакам прво многу успех во бизнисот. Ала? Прво тоа. Да. Второ, кога ќе имаш време, тоа твоето знаење предади го на овие помладиве, е страшно. Мислам, страшно добро е таа работа. И трето, баш би било убаво да им кажеш на овие помладиве девојки, кавадарчанки, зошто треба да спортуваат. Освен тоа Ти одиш и на работа и спортуваш, меѓутоа имаш време за се. Да, има време за се, прво поради тоа што мозокот ти е почист. Значи,
одиш 2 сати вежбаш или сат време вежбаш и ти веќе можеш да мислиш нормално, значи не си толку нервозен. А не те телефонот у раката. Да, колку и да звучам како стара баба, ама телефоните реално и мене многу ме нервира, значи нема потреба телефонот да ти е константно у раката и да, хипокритски од моја страна, ти јас сум на телефонот, ама можеш да одвоиш 2 сати за себе, за да си поздрав, телото различно реагира. Не си толку изморен, не ти е толку лошо, мускулите ти се окей, немаш такви болки у ребетот, пример, не си толку подгреван, не седиш како кифла. Исто така, самата самодоверба е поразлично. Ја џак кифла. Да, ама самата самодоверба, особено за девојчината, значи да, сите нови сакај се како што си, да, ама работи на себе у исто време. И со тоа што ќе вежбаш повеќе, ќе јадеш и поздраво, не мора да јадеш скроз здраво, значи у Мерлин порачката сигурно веќе ми ја знаат, ама едноставно се пазиш повеќе. Значи си мислиш... Со повеќе помпер. Да. И повеќе кетчуп мајонез, одлично. Сакам да кажам дека има доволно време за се, без разлика. Да. Работа, училиште од една страна, спортот од друга страна. Сега ќе се најдете време, па и за кафич да седнеш. Има. Стварно не ми се јасни, младите ги гледам седат во кафич, од таа страна телефонот рака, од оваа страна телефонот рака. И сега што прават? Знаеш колку голема шансата да си пишете еден со друг? 85%. Да. Фала ти што ми се јави да излеземе, не може ќе пуклев дома. Да. Спротивија се. Луѓе, Владанка Аврамова, немам појма колку пати била државен првак и немам појма колку пати била победена на државно првенство. На една рака се бројат. Еднаш. Само еднаш имаш изгубено на државно. Да, и тоа кога се вратив без да имам ни еден тренинг. Само се вратив и отидов на државно. И од кој изгуби? Од девојчот гладиатор, од Андреја. И тоа имавме исто поен. Само склоп на околности. Ама тоа, оние судиите, 5 ще гласат против тебе. Не, реално таму беше 4-3 за мене, ама поените се сметат по друг начин и фактички еден судија го одлучува тој меч. У тие момент таму. Ама, тоа е, така требало да биде. Само еднаш изгубила на државно првенство. Доста? Доста. Медали не кажуваме, под кревет колку има, сега ќе почнем поддрмот да ги складира. Меѓутоа не смееме да кажеме каде е поддрмот, каде е креветот, да не дојде до некоја кражба таму, што знам ја. На старо железо. Ние како спортска редакција натаму ќе ги следиме настапите не само на Владанка, туку и на незините колешки од клубот, на незините ученици од клубот, машки, женски не е битно. Очекувам покана за карате денс. Да. За карате денс тоа мора да се регистрира, и стварно тоа што е прво во Македонија и во Кавадаречко е. Прво е Кавадаречко е, сега што да ви правам. Јас уште еднаш ќе ти кажам благодарам. Се надам се гледаме некоја следна прилика, можеби на некое европско со златен медал кога ќе се вратиш. Здравје, ништо друго. Од европските не се здравје и дисциплина. Да. Добро, до година здравје, па и на светско може ти може да се смене. Да, никогаш не знаеш. Никогаш. Јас ќе си ја испратам гостинката, всушност нема потреба да ја испракам, бидејќи јас тука ќе се одјавам од вас, бидејќи тука некаде и завршуваме со денешното издание на емисијата Спортодром со Мики за 7 дена, нови гости, нови информации, нови резултати, нови табели за спортот во Кавадаци. Дај Боже, целиот спорт да ни е вака со подмолдок, како што има во Сансеј, метала по столом, и дај Боже, целиот спорт вака да ни носи само успеси, да редат успеси, да ни носат медали, признание, дипломи, пехари и така натаму и така натаму. Јас сум Мики Веденовиќ, во име на спортската редакција ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.